1920-тите, благодарение на еден српски научник, решена е мистеријата на леденото доба. По него денеска се именувани кратери на Марс и на месечината, па дури и еден астероид. Но што ако ви кажам дека тој никогаш не го дочекал признанието за својата работа? Ова е приказната за Милутин Миланковиќ. Роден е на 28 мај 1879 година во местото Далј кај Осијак. Милутин детството го поминал во имотно семејство кое преживеало бројни загуби. Во светот на науката го вовела неговата даделка Зорка, која многу му зборувала за екваторот, географските ширини и грчките митологии. Откако во Осијак матурирал како најдобар ученик, образованието го продолжил во австриската престолнина на студии за градежништво. Па така, на неверојатни 25 години, во 1904 година, веќе го одбранил својот докторат. Иако во Виена патентирал и проектирал бројни градежни проекти, сепак ја напуштил заносната кариера и се преселил во Белград како универзитетски професор по примената математика. Белград бил пресвртница на неговиот живот. Освен што тогаш почнал да се занимава со проблемите за климатските промени, Миланковиќ се оженил со Христина Тинка Топузовиќ, оперска пејачка која набрзо му ја докажала величината на својата љубов. Во екот на Првата светска војна, кога тој бил заробен од Виенскиот двор, тогаш неговата сопруга Тинка неуморно се борела за неговото ослободување и најпосле успеала да го префрли во Будимпешта. Далеку од татковината и 5 години под бурно око на австриските власти, единствена радост му била раѓањето на синот Василија, со кој 4 години подоцна, во 1919 година, успева да се врати во Белград. Во посета не се оди со празни раце, па така Миланковиќ ја донел нешто на Србија. Од Будимпешта ја предал комплетната документација на Српската банка и така го спасил нејзиниот имот во Австро-Унгарија. По враќањето во Белград пронашол научен проблем достоен за неговите космички амбиции. Во 1920-та, додека светската наука жестоко се расправала за причината за настанокот на леденото доба и причината за промената на климата на земјата, ова прашање го решил токму Милутин Миланковиќ. Теоријата која ја представил објаснува дека основната причина на долгорочните климатски промени, а особено на леденото доба, во квазипериодичните варијации на земјините орбити околу Сонцето. Неговите трудови за климатските циклуси станале темелни теории во геофизиката и астрономијата, по кои денес цел свет го познава. Светската наука го вклучила меѓу 5 најголеми научници на 20 век, а НАСА меѓу 15 умови на сите времиња кои се занимавале со планетата, додека УНЕСКО 2009 година ја прогласил како година на Милутин Миланковиќ по повод неговата 130 годишница од неговото раѓање. Неговото име го носат кратерите на Марс и на месечината, па дури и еден астероид. Меѓутоа, тој овие признанија не ги доживеал, бидејќи неговиот труд почнал да се препознава од 1976 година. Милутин Миланковиќ умрел во 1958 година во Белград. Бил математичар, астроном, климатолог, инженер и визионер, чии циклуси и понатаму им помагаат на научниците да го разберат минатото, сегашноста и иднината на Земјата.